Господине Фазли, Куманово за прв пат има организиран новогодишно Божиќен базар на градскиот плоштад во организација на регионалната занаетчиска комора во соработка со одделението за стратешко планирање. Ке придонеси ли овој 25-дневен настан за развој на локалната економија? Има ли интерес од граѓаните за посета и за купување на овие штандови и покрај студеното време ќе успееме ли да ги задржиме штандовите до 10 јануари? Благодарам што дојдовте за мојата изјава. Првично честитки за новогодишни и божични празници од моја страна и од управниот одбор и од Занаетчиска комора, регионална Занаетчиска комора Куманово. Да, одделението за стратешко планирање на чело со господја Донка Венчова направи се за да можеме документите и се до тоа да ги спремаме навремено, бидејќи имаше мал временски период за да се направи толкава голема обемна работа со документација и со одобрување, затоа што гледаме дека низ цела Македонија се затварат овие базари, но ние професионалноста на одредени личности што работат во нашата општина, еве една јавна благодарност до господја Донка Венчова, до секретарот на општината, до Куманово паркинг, до директорот што неизмерно и неуморно работеше заедно со нас за поставување на куќичките. И секогаш благодарности до градоначалникот, до Куманово план, што успеа во краток временски период да го направи елаборатот по сите стандарди и закони во нашата држава. И имавме одреден притисок од надзорните, инспекцијските органи, каде што затоа се заблагодарувам, каде што не најдоа ниту една забелешка за да се затвори нашиот базар како што се затварат во другите градови. Така да по прв пат во нашиот голем плоштад организираме ваков настан и тоа не во време трајање од 4 дена, него во време трајање од 25 дена, каде што ние сме горди, но претежно горди сме и тоа дека штандовите се користат бесплатно. Затоа сме виновни сите, под наводници кажувам, дека ние тоа го реализираме со многу работа и труд и верувам дека во иднина ќе се препознаеме по ова и ќе продолжиме да организираме вакви настани заедно со општината, за да може локалната економија, физички доели фирми да се истакнат во овој наш базар, но што е најважно, базарот има голем интерес и градот е разубавен, по прв пат има и кровнички, и греено вино, има и разни подароци, нема тој традиционален базар што се одржуваше изминатите години, него е пример и за цела Македонија, ни се јавуваат од цела Македонија, имаме добри зборови и тоа благодараме и од јавноста, и од вас, новинарите, но и мислам дека ова е во придобивка на нашиот град, другите години да сме поорганизирани, да имаме повеќе штандови и да има уште една дополнителна активност, а тоа е секојдневна музика, секојдневни активности до штандовите, бидејќи од 27 почнуваат новогодишните забави, а ние веќе почнавме од 15 и така само една мала чувствителна, атмосферата е малку тиха за ваков вид на настан, треба си една музика убава, диџеи, младите да се собират, да имаме и други штандови и верувам дека во иднина заедно со овие неуморни работници во општината кои јас сум благодарен на нив, ќе успееме да реализираме и други поголеми настани и помали настани и ќе го представуваме нашиот град во најдобро светло.
На иницијатива на регионалната занаетчиска комора, општина Куманово веќе неколку години ги субвенционира старите занаети. Што значи оваа поддршка за занаетчиите? Бидејќи старите занаети, сегогаш сум потенцирал дека старите занаети не се само занаети, него се заштитници на нашата култура и традиција. Нашиот град, нашата општина даде пример низ цела Македонија како треба да се почитува стариот занает и ние субвенционираме секоја година не само стари занаети, него и организираме односно имаме и саем за малостопарство, исто така заедно со одделението за стратешко планирање на чело со господја Донка Венчова. И така да сме горди за тоа. Минимални средства се дадени во кај занаетчиите, но проценката е тоа што имаат значење. Даваме значење на тие стари занаети и денеска гледаме во нашата регионална занаетчиска комора со мерката за самообработување веќе имаме регистриран филигран, имаме регистриран и други дејности кои се совпаѓаат со старите занаети и така да тоа е значењето, значи да иницираме младите да прифаќат стари занаети и во тоа успешно го правиме и верувам дека во иднина ќе имаме дополнителни дејности кои ќе ги прифатат младите за реализација или за отварање на своји бизниси во нашиот град. Пред повеќе од една година се отвори сувенирница во Куманово, секако заслугата е на регионалната занаетчиска комора. Што е она што најмногу бараат туристите, а од друга страна пак што купуваат граѓаните на Куманово? Значи, ние сме воодушевени од пристапот кон сувенирницата, бидејќи долги години се спомнувала, но никогаш не била реализирана. Исто така, и за сувенирницата е гласено во Советот, благодарност до председателката на Советот, господја Ивана. И верувам дека ова сувенирница е пример и позитива во нашиот град. Да, не сме верувале дека имаме толку туристи, не сме знаеле дека има туристи во нашиот град од различни земји. Така да сега гледаме дека имаме од Чешка туристи, од Европска унија, разни земји, Романија, Србија, значи сето тоа ние го представуваме нашиот град со нишани од нашиот град, со занаетчиите сами сте имали и прилог во нашата сувенирница, каде што од една страна помагаме за да ги представат своите производи, но од друга страна фидбекот е многу поголем, го представуваме нашето Куманово во најдобро светло. Не сме имале магне за Куманово, за жал, не сме имале нишани како Соколана, како џамија, како црквите што се под заштита на Министерството за култура и така да сите овие нишани и сите овие работи што го представуваат нашиот град се истакнати тука и е многу задоволство кога луѓето доаѓаат, земат си поклони за да одат во странство, да однесат наш кумановски нишан и има си голема заинтересираност и верувам дека ова ќе продолжи и понатаму. Ние нема да се станеме тука, ние ќе бараме дополнително, бидејќи занаетчискиот дом е символ на нашиот град, занаетчиите го граделе со својот труд, да во тоа време се задолжиле и во банките низ целата бивша Југославија, но претежно се работела ангарија по турски, значи волонтерски, и се работело сите националности и се градело овој храм
нашето Куманово и верувам во иднина ние ќе заедно со градот, заедно со поддршката на градоначалникот, бидејќи мора да спомниме дека и градоначалникот ни дава огромна поддршка покрај сите овие невидливи работници што јас мора да потенцирам, за жал не се гледат многу во камери, а работат честно и трудно од секретарот па до господја Донка и до сите овие лица што ги споменав досега. Верувам дека во иднина ќе направиме уште поголеми работи и уште подобри работи за нашиот град. До 5 декември оваа година беше отворен и конкурсот за избор на сувенир на општина Куманово. Конкурсот е завршен, сувенирот е избран. Може ли да ни кажете кој е автор на избраниот сувенир? Среќен сум за тоа, бидејќи сум член на комисијата и комисијата имаше потешкоти оваа година да го избере сувенирот на градот, бидејќи имаше дури 10 пријавени сувенири за град на Куманово. Комисијата одлучи да биде сувенир на град еден прекрасен сувенир кој јас не би можел сега да го кажам, бидејќи тоа зависи од нашиот градоначалник кога ќе излезе во јавноста и ќе го представи, но сувенирот е избран токму од нашите занаечи, токму од нашиот занаечија, ценет занаечија господин Стојан Трајковиќ од нашиот град, и така да сум уверен дека ќе ја представува и го представува целокупното општество, односно нашиот град во најдобро светло и во најдобро издание. Бидејќи нашиот град се знае дека има разни култури, има етникуми, и така да благодарам на неговата идеја, и имаше добра замисла, идејата е во тој контекст за сплотување, за зближување помеѓу нас и за представување на нашиот град во најдобро светло. Да, и ова ние го правиме, бидејќи ретко од кои градови има избор на сувенир на град, и апелирам до институциите сумата другите години да биде малку во повисоко ниво, затоа што веќе сите репроматеријали и сето тоа е покачено, за да можат авторите на вакви предметни, односно вакви конкурси да се појават со подобри идеи и со поубави сувенири на град. Господине Фазлии, како ја оценувате 2025 година и кои ќе бидат приоритетите во 2026? Ние континуирано работиме 6 години во подобрување на состојбата кај микро-малите компании, односно кај вршителите на занаечиска дејност. Сите наши проекти и планови што сме ги имале претходната година, еве веќе се реализираат, и верувам во 2026 година дополнително ќе аплицираме и во други институции, дали национални, дали интернационални, односно во други ќе бараме и од мислам разни амбасади, разни невладини организации да спроведуваме разни проекти, бидејќи мора да се каже дека ние моментално немаме работна сила, а тоа Занаечиска комора убаво може да го спроведе, да квалификува пред квалификација, да направи квалификација на одредени дејности, за тоа што немаме работна сила, и да ги квалификуваме за потребите на градот, односно на нашата општина. Верувам дека соработката ќе продолжи со сите институции како досега и ќе ги реализираме и сите наши планови. На секоја година Занаечиска комора има собрание и годишно собрание и управен одбор каде што се донесуваат сите тие план програми за работа на секоја година, и верувам дека сето тоа што ќе го ставиме во собрание, ќе го изгласаме, ќе го реализираме во иднина. И имаше и јавен повик за кутичките што ги дадовме по наша иницијатива, и занаечиите го направија тоа волонтерски, и тоа се даде некако
да ги користат без надомест, верувам дека во иднина ќе успееме пак да го направиме ова, бидејќи и градот сакаме да помогне во тоа и да економијата малку заживее, бидејќи иако мислиме дека не сме во криза, ние уште од пандемијата, не праќате вие како новинари, сакаме нашата локална економија да има приоритет во градот, бидејќи се знае дека 90% е микро мала економија во нашиот град и треба посебен акцент да дава и локалната самоуправа, но и националните власти да мислат за нашата локална економија. Господине Фазлиев, ви благодарам на разговорот и ви посакувам среќни новогодишни празници. Благодарам и на вас, среќни празници за вас.